Председател на клубот Александар Мариновски, како гледате на почетоков на овие подготовки? Па според мене почетокот на овие подготовки ќе биде многу подобар него претходно. Организацијски за мене едно многу повисоко ниво него претходните 3-4 години и се надевам на подобар успех на крајот на оваа полусезона, па и на крајот на сезоната. Успеавте да доведете и засилувања, дали не завршува тука и списокот на тие нови играчи? Ќе има се уште засилувања, најмалце уште планираме да имаме уште 2 засилувања. Тоа се крилна и бековска позиција, десно крило и десен бек. И се надевам до крај на наредна недела ќе го комплетираме ростерот на играчи. А секако добре дојден и секој играч повеќе, не само на тие позиции, може и на други позиции. Иако е многу тешка групата каде што е Прилеп во Суперлигава, овде доста оптимистички се гледа на настапите што предстојат, се зборува дури и за плей-офот. Па, паднав не во потешката група, но Прилеп како и секојаш има голема среќа секојаш да падне во потешката група, па ќе се бориме и оваа година. Секоја година дававме максимум. Па мислам дека оваа година имаме подобар ростер на играчи, поголем ростер на играчи и се надевам дека ќе најдеме начин да бидеме во плей-офот. Тешко ќе биде, нема да биде лесно, можеби потешко од претходните години поради групата, но максимумот сигурно дека ќе го дадеме. Конкретно во што е разликата на Прилеп ракометниот клуб од претходните сезони и сега ова? Можам да кажам дека разликата е стабилноста и организацијски сме на едно многу повисоко ниво. Штом имаме стабилност и организацијски на повисоко ниво, сигурен сум дека квалитетот ќе дојде за скоро. Околу вас гледам овдека една екипа соработници во клубов, поддржувачи. Па вака. Секако дека ова година објавивме дека имаме нов генерален спонзор, кој што е една од посериозните прилепски компании и се надеваме со дел од нивниот менаџмент дека ќе оствариме една добра цел. Тоа што го имаме зацртано дека ќе го оствариме. Нема тоа да биде една година или 2, се надеваме на 4-5 години да бидеме стварно во првите 4-5 екипи во Македонија. Никола Чадамов е со нас, представник на компанијата Конфи Ангел, генерален спонзор на ракометниот суперлигаш Прилеп. Така. Да ни кажете кои беа мотивите вие да се согласите да бидете генерален спонзор на овој клуб? Многу клубови сонуваат да имаат таков спонзор, голема компанија, а вие се одлучивте токму за Прилеп. Так, Конфи Ангел знаеме сите што значи за Прилеп. Конфи Ангел е општествено одговорна компанија која што помага во многу аспекти во општеството и придонесува за развој на општеството. Пред се ние и Филип Велески, кој што е моментално и активен играч во клубо, како дел од управата во Конфи Ангела и бивши ракометари. Нормално се уште нас има љубовта кон ракомето во нас и подпомогнати од собствениците на компанијата, се решивме да застанеме зад проектот РК Прилеп, да го поддржиме како единствен суперлигаш од сите спортови во Прилеп, во градот, така да го поддржиме, да го одржиме на едно подобро организацијско ниво, да го надградиме и да ги вложиме сите наши напори како организацијски, менаџерски за клубот да го добие своето место каде што треба да биде оном. Знаеме што значи ракометот за Прилеп, знаеме прилепчани колку го сака ракометот, така да тука сме да помогнеме и да изградиме тоа што треба да биде ракометот за градот, да ја вратиме публиката, пред се да ги вратиме децата во салите, да изградиме идни ракометари кои што ќе бидат после носители на овој клуб, кои што ќе бидат идни играчи и зошто да не? Како што ќе растиме организацијски, така да растат амбициите на клубот, па во иднина да имаме еден стабилен суперлигаш кој што ќе се бори за врво на лигата. Неодамна вие пред неколку недели постигнавте договор и подпишате сигурно договор со ракометниот клуб. Ќе ни откриете ли што содржи тој договор, на колку време и што треба да се реализира тој договор? Како што рековме, значи тој нормално влегуваме во овој проект ние долгогодишно, за минимум 5 години, а можеби и повеќе. Ќе се вклучиме во управувањето и менаџирањето на клуба, нормално да ја подпомогнеме до сегашната управа начело со Александар.
тука сме да помогнеме со совети, организацијски, да ги искористиме нашите ресурси кои што ги имаме во компанијата за клубот да расте. Нормално, че го помогнеме клубот финансиски како генерален спонзор, што е основата на спонзорирањето и тоа е тоа. Дали ќе се подобрат условите за работа? Во секој случај, значи ние ќе направиме се што е во наша моќ, играчите само да мислат на тренингот, на играта, се фокусираат на ракометот од организацијски аспект, од аспект на опрема и сите останати реквизити што му се потребни за да ја обавуваат таа работа, да не се грижат. Нормално, сите знаеме кој е проблемот, ете и со салите, и со простор за тренинг. Ќе се работи интензивно на решавање на сите проблеми за да го добиваме тоа што треба да го имаме. Меѓутоа, чекор по чекор. Нема да брзаме, нема да бараме нешто невозможно за преку ноќ да се случи, сето ќе биде етапно, чекор по чекор, за да изградиме здрава екипа, здрав клуб, што понатаму органски ќе расте и како што рековме, да го добие местото кое што го заслужува ракометот во Прилеп, не кој што бил тутунски комбинат. Оваа голема компанија ваша, Конфјангел, беше едно време дел и од фудбалскиот клуб Победа. Што е разликата помеѓу фудбалски клуб Победа и овој ракометен клуб Прилеп? Не би можел тука да направам некоја паралела. Фудбалот и ракометот се нормално различни спортови, различна организацијска поставеност. Предпоставувам, фудбалот е многу поголем проект. Пред се, нашиот мотив да се вклучиме во овој проект е тоа што моментално РК Прилеп е единствен суперлигаш. Му требаше рака за спас, ние сме тука да ја подајме таа рака за спас. Пред се сме бивши ракометари, дел од управата и нормално и логично е да го помогнеме спорто што сме го практикувале во минатото, а дел се уште. Сигурно, вие најближи. Вие од ваша страна се ќе направите како компанија да го поддржите клубот, но што очекувате за возврат, каков успех би бил задоволителен? Пред се очекуваме максимална посветеност од сите играчи, од стручниот штаб, нормално максимална посветеност од нас како управа, која што ќе се грижи позадински во организација на клубот. Амбициите сами, нормално, ако се укажи можност, сакаме да играме плейоф, меѓутоа нема да биде трагедија ако не се влези во тој плейоф. Битно е да се изгради здрава екипа со солидни темели која што понатаму само ќе расте.